Скопски рудник за експлоатација на јаглен и глина работи без соодветна еколошка дозвола. Случајот што би требало да го вклучи алармот кај институциите е невообичаен, бидејќи централната и локалната власт си ја префрлаат одговорноста како пинг-понг топче за тоа зошто и по 6 години откако е поднесено барањето, концесионерот се уште нема бе интегрирана дозвола. Задолженија, надлежност и постапки се испреплетуваат како мрежа од пајажина. На околу 25 километри југоисточно од македонскиот главен град, во непосредна близина на Катланово, општина Петровец, се наоѓа рудник за јаглен и глина. Се протега на површина од 0,55 квадратни километри. Одлуката за давање концесија на фирмата Евролигнит ДОО Скопје за експлоатација на јаглен и глина во атарот на Катланово е од предречиси 14 години. Првиот договор е склучен во 2007-та. Во 2014-та е направен нов, што важи до 2026-та, со можност за продолжување за уште 20 години. Во членот 14 на тој договор се наведени обврските на концесионерот. Концесионерот при изведување на рударските работи и вршењето на експлоатацијата на минералните суровини е должен на локацијата каде што тие се вршат да има дозвола за експлоатација на минерални суровини и друга документација предвидена со закон. Со оглед на фактот што се работи за мал рудник со ограничен капацитет за загадување, на концесионерот му е потребна б интегрирана еколошка дозвола. Постапката треба да ја спроведе општинската администрација, во случајов она од Петровец. Компанијата Евролигнит уште во 2014 година поднела барање за добивање б интегрирана еколошка дозвола, но се уште не ја добила, бидејќи на дело стапува нефункционалноста на системот. Надлежните институции си ја префрлаат топката. Министерството за животна средина ја задолжува локалната самоуправа да овласти стручни лица за изработка на дозволата. Тоа е направено, но една од фазите во процесот предвидува да се изготви записник од извршен увид. Петровец нема инспектор за заштита на животната средина, па треба да постапи државен инспектор. Министерството за животна средина и просторно планирање го задолжи градоначалникот со решение да овласти стручни лица за изработка на дозволата. По овластувањето на стручни лица од градоначалникот за изработка на б дозволата, постапката е продолжена во општина Петровец, велат од Министерството за животна средина. Записникот од извршен увид се прави во присуство на инспектор за животна средина, во овој случај со државен инспектор за заштита на животната средина. Општина Петровец нема инспектор за заштита на животната средина, соопштија оттаму. Од Евролигнит тврдат дека рудникот ги поседува сите дозволи за работа. Во дописот до нас ги наведуваат договорот за концесија и за експлоатација, согласноста од Дирекцијата за заштита и спасување, прифатените елаборати од надлежното министерство, но б интегрирана дозвола не споменуваат никаде. Прифаќањето на елаборатите од страна на надлежното министерство е резултат на почитувањето на сите еколошки стандарди и стандардни оперативни процедури во тој контекст од наша страна. Имено, редовно се прават контроли и мерења на ниво на концентрација на прашина што се емитуваат при процесот на производство, велат од компанијата. Нив им гори таму, што како го покриваат и нели го покриваат, не знам. Главно, на Сабајле мириса овој дел вака, значи фаќа нивниот дел, накај нашиот банјскиот дел и накај градмацината му. Се познава тој мирис, мислам. Не се познава него мириса. Многу мириса. И жителите на Катланово исто. Некна исто со човек од Катланово сум разговарал. Мириса века не труја страшно. Луѓе кои живеат во околината на рудникот се загрижени поради опасноста од самозапалување на јагленот. Од Евролигнит признаваат дека е тоа природен феномен што не може да се спречи и што се јавува кај секој рудник со отворен коп, но уверуваат дека тоа го контролираат со навремено и инстантно гаснење и со соодветна механизација, имајќи предвид дека самозапалувањето на јагленот има негативен финансиско-економски ефект врз компанијата. Интересно е што Министерството за економија пред 5 години попарало мислење од Управата за животна средина за постапка за доделување концесија за истражување на варовник на локалитетот Катлановско брдо. Добило негативно мислење, со образложение дека овој локалитет
се наоѓа во подрачје кое е заштитено како споменик на природата. Во време кога расте свесноста за важноста да имаме здрава животна средина, недоволниот капацитет на институциите треба да загрижува.